Чадовски повели. Да, еве, долетавме тука Чомовски, ќе зборуваме, вие зборувате за корупција, ние ќе зборуваме за образование. Имено ако во овие година и пол, две, прашање е мобилноста на ученикот од дома до училиште, овој проект кој што РИКО канцеларијата од Македонија заедно со останатите единици на таа меѓувладина организација за младинско работење прави еден проект кој што ќе слушнеме пред се колку чини, меѓутоа за каков проект се работи. Поврзување на училишта од Западен Балкан во рамки на размена на култура и размена и интеркултурен диалог. Владимир Георгиевски од РИКО канцеларијата од Македонија со нас во утрински брифинг. Добро утро. Добро утро. Георгиевски, очигледно голем проект кој што инволвира неколку држави. Кои се тие и што е всушност целта на овој проект? Така, па до сега ова е најголем проект што РИКО го има имплементирано. Ова ќе се имплементира во регионот на Западен Балкан 6 и проектот Супер училишта е проект за младински размени во регионот во Западен Балкан, односно помеѓу 6 држави: Македонија, Србија, Црна Гора, Босна, Албанија и Косово. И овој проект ќе поддржува размена на ученици од средните училишта во регионот. Значи проектот ќе поддржува размени помеѓу две училишта. Значи секој проект што ќе биде одобрен ќе биде размена помеѓу две училишта. Например, училиште од Македонија ќе патува во училиште во Босна, например, и подоцна тоа училиште од таму ќе дојде тука. Да, само за оние наставници кои што во моментов не слушаат или родители кои што може да ја предложат идејата, нив им останува 3 дена да се пријават на овој отворен повик на РИКО, но 3 дена кои што се доволни бидејќи се електронски. До 28 е отворен проектот, значи многу едноставна апликацијата за пријавување на superschools.net. Треба училиштето да се пријави, да креира свој профил, многу едноставно, со само еден документ кој што треба да го прикача таму. Тоа е документ од Централен регистар дека училиштето е тоа, веднаш ќе биде прифатено од наша страна и таму треба да најдат училиште од регионот со кој што заеднички го пишуваат овој проект. Проектната апликација е многу едноставна, до сега наједноставна апликација која што ние сме ја имале, се со цел да оставиме на училиштата да бидат креативни и да не навлегуваат во тие бирократски елементи на пишување на проект, бидејќи се соочивме со таков проблем и сега со помош на донаторот на него разбирање, а тоа се донаторите Европска унија и Германската Федерално министерство за интернационална соработка и развој. Проектот е едноставен и ќе поддржи многу креативни идеи за интеркултурна соработка и помирување. Да, очигледно е дека тука изостануваат држави кои што се веќе во Европската унија, кои што се во близина на Македонија. Пред се зборувам за Хрватска, Словенија, Бугарија, Романија, Грција. Ова е проект кој што всушност зошто е проект кој што ги тангира само овие, ајде ќе речем, кревки демократи од Западна Балкан? Бидејќи РАЙКО функционира во овој регион и ние може да поддржиме само проекти кои што се во овој регион. Значи немаме големи соработки со другите региони, бидејќи пред се фокусираме тука за да го приближиме регионот до Европската унија, односно до тие европски вредности, да понудиме можности кои што ги нема во регионот. Многу помалку се патува во овој регион, многу помалку младите се знаат меѓу себе и помирувањето мора да се случи првично тука, па подоцна да се приближиме до регион. Да, би биле убави тие размени на зошто не средни училишта од Македонија, Албанија, Косово, Србија и останатите секако. Во колку етапи ќе се одвива оваа размена? Ќе трае 3 години, ако не се лажам. Така, значи проектот трае 3 години. Проектите ќе траат, значи секоја година ќе доделуваме проекти, значи 3 години ќе имаме 3 циклус на повици. Значи сега е отворен овој повик, проектите ќе бидат имплементирани на пролет наредната година. Значи со наредната учебна година повторно ќе имаме нов циклус. Ова е пилот проект и сега ќе
учиме значи како се имплементираат проектите, па подоцна ќе ги модифицираме во зависност од тоа како ќе бидат имплементирани првите проекти. Значи како што кажав, размените се имплементираат на пролет, но не завршува тука, значи нема да имаме само размени. Проектот има и дополнителни активности, како што се конференција за тие што ќе имплементираат проектите, за да учат од добрите искуства, ќе има тренинг на самиот почеток на имплементирање на проектот за наставниците кои што ќе бидат вклучени, ќе има младински кампови, ќе има дополнителни тренинзи и обуки за сите вклучени, значи ќе понуди една широка лепеза на активности со цел да се излечат добрите практики и да понудиме одржливи решенија на соработка. Значи во самиот проект пишува дека минимум 10 училишта планираме да имаат долгорочна соработка. Значи да не заврши туку ова е само иницирање на една долгорочна соработка. И во тие математики колку училишта од Македонија би можеле да се најдат во овој проект? Многу е тешко да се каже, затоа што некогаш математиките во последен момент ќе бидат дефинирани. Мислам дека Македонија пред се ќе има многу апликации, очекуваме многу апликации, бидејќи во регионот училиштата соработуваат веќе со голем број на училишта, отворени сме со соработка со сите држави, мислам дека немаме некои билатерални спорови и проблеми. Така да тешко е да се каже на бројка, но очекуваме дека околу 6 училишта минимум ќе бидат поддржани од Македонија да учествуваат. Зборуваме за проект помеѓу 6 држави во рок од 3 години за кои што се одвоени колку средства? Тоа се работи, бидејќи тоа ја кажува грандиозноста и на самиот проект, колку е голем. Значи, во овој повик ќе бидат поддржани 26 до 30 проекти во првиот повик. Значи, ќе има уште 2 повици, тоа се отприлика од 90 до 100 проекти што ќе бидат имплементирани. Но како што кажав, финансиските средства не се само за тоа, туку за дополнителни активности и за тренинзи, ќе видиме што може и дополнително да се имплементира во овој период од 3 години. Голем е периодот на имплементација. Нашата цел е да бидеме во директен контакт со училиштата, постојано сме во комуникација овој период, одиме, ги посетуваме училиштата, правиме инфосесии, имаме вакви гостувања се со цел да ги видиме вистинските потреби на училиштата. И фидбекот добар е? Да, одличен е фидбекот, значи имаме многу посетеност на овие инфосесии, имаме и онлайн инфосесија исто така, дополнително прашање на имейл, постојано одговараме и мислиме дека ќе имаме квалитетни проекти. Добро, Георгиевски, ти благодарам на одвоеното време. Ви благодарам на вас. Ова е одлична можност пред се за средници училишта од Македонија, оние креативни наставници, креативни директори заедно со своите креативни ученици секако да учествуваат на вакви размени, без разлика во која од останатите 5 држави би се случувала таа размена. Иако е во време на пандемија, во време на корона, кога се жалиме за таа мобилност, ете прилика и за нив. Како што напомена и Георгиевски, сите оние заинтересирани професори, заинтересирани наставници, директори, секако може да ја посетат страницата на меѓувладината организација РИКО и да се информираат за тоа како да аплицираат за спроведување на овој проект.